додека бев на тронот и воопшто овај момент размислувам, браќа и сестри, дали Христос умре за јас да имам работа. Така нека помисла ми доаѓа од почеток некаков ред кога ја ги создавам и си велам шо умре Христос ден на денешен ден и се водвижи крстот негов за јас да имам работа. Немав работа поинаку, не знам што да правам поинаку. Не браќе, Христос умре и за вас, за секој од вас поделно. И ако треба пак да умре, за некој од вас да му решите, ај умри сега да видам дали е љубовта твоја докажана кон мене, тој ќе умре. И тој умира секој дневно, само често пати ние не го гледаме тоа. И тоа се вика возвишеност на животот. Некоја мајка можеби ќе умре за своето дете, ретко која. Се случувало дури мајката да си ги јаде сопствените деца за да преживее. Во грчката митологија се слушнале за богот Хронос, кој значи во превод време, кој си ги јаде сопствените деца. Затоа што времето во суштина не јаде сите. И еден ден ќе го напуштиме овој живот. Ама добро е кога знаеме дека имаме решение за смртта. А тоа решение ни го дава Христос, кој умре за мене, не за да имам работа. За мене и за тебе умре, за да имаме живот вечен. Тоа е многу важно и затоа денешниот ден го цениме, и затоа го вознесуваме, односно го подигаме крстот, зашто на денешен ден светата Елена го открива местото каде што бил закопан Христос после неговата смртта. Добро, тој воскресна. Ама гробот негов до денес го знаеме и е животворен. Гробот кој излегува живот, од кој друг гроб излегува живот? Кај да биде, еве во околината има гробишта, видите од кој гроб излегол живот. Ама од овој гроб го викаме животворен гроб, зашто живот создава. Од него излезе Христос. И денеска го славиме празникот на крстот на кој беше распнат нашиот крст, нашиот Господ. Значи, еднакво скоро славно на неговото воскресение денешниот ден. Затоа што без овај премин од крстот кон гробот не може да се случи воскресението. Затоа е многу важно да го почитуваме крстот, а ние христијаните го почитуваме. Вели една од стихирите во денешната служба, крстот е украс на вселената. Украсена вселената. Гледате, го носиме и како украси на одеждите. Некој си го носи и треба да носи секој крстени на вратот. Ама малку е што е украс, туку тоа е смисла. Смисла на животот. Без крст нема воскресение. Затоа ние христијаните толку го славиме крстот Христов. Некој ни се посмева, а вашиот Бог умре на крстот. Умре на крстот, ама воскресна од гробот. Тоа е голема разлика. Тој не остана во гробот после крстот, туку воскресна. Умре за мене, умре за тебе, умре за секој од нас поединечно,
за да ги искупи нашите гребови, зашто не можевме поинаку да знаеме патот до воскресението во тој заблуден живот кој го водеше човештвото од Адама до Христа. Не знаеше на кој начин може да стигне до вечноста. Жеден е човекот, не само во оваа епоха, не само во претходните од век, туку жеден е од секогаш за живот вечен. Тоа го прави човек. Человек, значи со челото гледа во вечноста. Не сме ние како некои од животните кои имат наведната глава и гледат само коз небјата. Ние гледаме во вечност. Ете, тоа без крстот Христов беше неможно. Не можеше човек сам да воскресне. Ајде и сега нека воскресне. Нека рече без крстот Христов јас ќе воскреснам. Невозможно и денес тоа да се направи и невозможно ќе биде до крајот на светот и векот. Затоа што нема начин, нема медицина таква човекот да воскресне. Може да го продолжи животот, може биолошки уште неколку години да добие, ама вечност не е само биолошка карактеристика вечноста, туку и духовна карактеристика. А духот некој ни го дава, тоа не го стекнуваме од нашите родители, тоа некој ни го подарува духот. Тоа е важно, да имаме чувство дека најважно од се е вечноста. Се друго е миливо, се ќе помине, може да остави трага, може да остави помала трага, ама најважна е вечноста. Ете токму е празник на крстот, кој денеска го славиме, е празник и на воскресението истовремено. Зашто без крстот, кој бил срамно оружје во тоа време, некој да биде распан на крст, требало да биде најголем злочинец. Преку крстот, кој е најозлогласено орудие во тоа време, ни дојде спасението. Затоа ние го славиме и го почитуваме крстот. Не затоа што како што велат некои од Јеховите сведоци или не знам некој, вие го почитувате оружјето на кое беше распат крстот, па докажуваат дали тоа беше крст или обично дрво или не знам. Не е тоа битно, браќи и сестри. Битно е дека Господ умре за мене и за тебе. Тоа е, дали на крстот, крстот ние веруваме и го примаме тоа дека на крст беше распрат. Дали беше на друго, или беше само убиен, тогаш немаше пистол, или беше само со пистол убиен. Што е битно? Битно е зошто го направи, а не мораше. Му вели на апостол Петар, не мислиш дека можеме легион ангели да повикам да се спротивстават на овие кои дојдоа да бе убијат? Може Господ да го направи тоа, ама не сака, зашто кој ќе биде смислата пак на неговото доаѓање овде на земјата, ако тој не умре за мене и за тебе. Ако не умре за сите нас, која смисла ќе ја има? Тоа што да се прошета, да си следе неколку светлосни, илјадници светлосни години, можеби, да се прошета, да си дојде овде и да си се врати пак. Нема никаква смисла неговото доаѓање, ако не е доаѓање за да не ослободи нас, а од што да не ослободи? Од се полека се ослободуваме. Гледате, 5 века бевме по турците, по турско робство, па се ослободихме. Ама ајде некој нека се ослободи од смртта. Тоа, од тоа не ослободува нашиот Христос.
И затоа толку го славиме неговото доаѓање, ама неговото пред се распетие, кое и денеска го славиме. А распетието не ослободува, браќи и сестри. Тоа не прави да бидеме синови Божи. Синот Божи на Отецот, значи тој се жртвува за нас. А тоа Отец го гледа не како немоќен, туку го допушта тоа за нашето спасение. Може човек да влезе во таа тајна длабоко, да види колкава е голема таа тајна. Да допушти, еве замислете, вие не децата ваши, не сте сите можеби во брак, ма некој кој го сакате и тој да се жртвува за животот на светот, за некој безимен. Тоа го прави Христос. Затоа толку се поклонуваме на крстот на кој беше распнат. Неговата милост, браќи и сестри, да биде на вас. Таа да ве чува, да ве храни во сите дни на вашиот живот.